Во вашиот говор се посветивте на образложување на некакви си аргументи. Не треба воопшто да образложувате, колега, затоа што еден аргумент во интерес на Македонија нема. Тоа го знаат македонците надвор пред собрание, кои од нас овде чекаат да ја спасуваме оваа земја. Оваа наша делена, пределувана, парчена и распарчувана земја. Не кажавте јасно дали сте за или против ова што го нарекуваат документ. Дали ќе ја напуштите владата доколку каже да. Со Македонија, колега Трајанов, нема калкулации. Начисто треба да се. Или си македонец, или не си македонец. Сега ќе ви кажам како изгледа тоа. Јас сум Лидија Петковска, пратеничка од Охрид, жена која по никоја цена на светот нема да го извалка името на првата покрстена македонка. Така ме научил татко ми, така ме задоила мајка ми, така сум растела, така сакам и да умрам. Аманет на моите деца, што и да се случи, не ја заборавајте нашата мила Македонија, која денес се превртува како ранет лав, но ќе ја залечиме, затоа што македонската мајка знае да залечи сечија и секаква рана. Денес, колега Трајанов, експертите за самоуништување, денес македонските велепредавници добија уште една можност за да го довршат проектот за уништување на македонскиот јазик, македонскиот национален идентитет и македонската држава. Не бидете дел од нив, колега. Македонија дише во нашите души додека гласот на татковината повикува на одбрана. Јасна одбрана, колега Трајанов, или ќе ја одбраните или ќе калкулирате таму во некое ќоше. Зар треба да оставиме гневот да тлее во нас, та утре да немаме оправдување пред нашите синови и патока за тоа како се брани државата? Зар треба да подклекнеме пред овој джган и да му дозволиме мирно да ни оцрнува се што е македонско? Некој решил да ни ја збрише историјата, некој решил да ни го плука името, да ни го гази јазикот. Нема милост за таквиот, колега. Нашата земја раѓаше и комити, и војводи, и уште многу горди и храбри синови ќе роди. Тие се бореле, колега, не пресметувале, не правеле пресметки на цена на државата. Затоа, колега, имате време да кажете не. Свестете се и знајте дека од се човек ќе се ослободи, дури и од најужасните измачувања, но од измачувањата на предавството никогаш. Затоа сторете го ова со предлогот. Затоа, колега Трајанов, џабе ни е се ако ја изгубиме државата.